Министерството за дигитална трансформација информира дека со усвојување на заедничка изјава успешно заврши стратешкиот диалог помеѓу Македонија и Соединетите Американски држави во Вашингтон, со конкретни резултати во областа на сајбер безбедноста и дигиталната инфраструктура. Соединетите Американски држави ја најавија својата намера за обезбедување техничка поддршка за зајакнување на дигиталната инфраструктура на институциите во Македонија. Во рамки на оваа поддршка ќе бидат спроведени сеопфатни проценки на сајбер безбедноста на критичната инфраструктура и други важни мрежи, со цел идентификација на ранливости, препорака на конкретни мерки за нивно отстранување, поддршка при носење одлуки за набавка на современи и доверливи сајбер безбедносни решенија. Дополнително предвидено е ангажирање на сајбер советници кои веќе се во контакт со Министерството за дигитална трансформација и Министерството за одбрана, со цел зајакнување на националните капацитети за сајбер одбрана, подобрување на оперативната подготвеност и зголемување на отпорноста на институциите, соопштуваат од Министерството за дигитална трансформација. Воедно, Соединетите Американски држави најавија поддршка во износ од $5 милиони преку програмата за странска помош наменета за развој на сајбер капацитети и унапредување на заштитата на одбранбената инфраструктура преку обезбедување опрема и обуки. Стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави представува силна потврда за напредокот на реформите и значаен поттик за понатамошен развој на дигиталниот сектор во Македонија, се наведува во соопштението на Министерството за дигитална трансформација. По повод великденските празници и продолжениот викенд се очекува зголемен интензитет на сообраќајот, особено кон туристичките места. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата упатува апел до сите учесници во сообраќајот да покажат зголемено внимание и одговорност на патиштата. Со пораката секој живот е важен, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата потсетува дека почитувањето на сообраќајните правила и прописи се најдобриот пријател на безбедноста во сообраќајот. Безбедноста не е индивидуална, туку заедничка одговорност. Секоја правилна одлука значи спасен човечки живот. Апелот до учесниците во сообраќајот е јасен. Почитувајте ги прописите и правилата, ограничувањата на брзината и сообраќајната сигнализација. Не управувајте возило под дејство на алкохол. Алкохолот и воланот никогаш не одат заедно. Бидете трпеливи и покажете култура и етика во сообраќајот. Сите патници во возилото задолжително да користат сигурносен појас. Оттаму велат и не користете мобилен телефон додека учествувате во сообраќајот. Секој учесник во сообраќајот има право на безбедно движење, но и обврска да придонесе кон истото. Да ги поминеме празниците безбедно, со внимание и почит кон сите во сообраќајот. Со ета заедничка мисла, секој живот е важен. Иранскиот амбасадор во Пакистан Реза Амири Могадам изјави дека иранска делегација ќе пристигне во Исламабад за преговори кои се базираат на мировниот план на Иран од 10 точки. Могадам во објава на платформата X изјави дека делегацијата доаѓа во Исламабад и покрај иранскиот скептицизам во врска со напорите на израелската влада да ја саботира дипломатската иницијатива, објави Ал Джезира. И покрај скептицизмот на иранската јавност поради повторените прекршувања на прекинот на огнот од страна на израелскиот режим со цел да се саботира дипломатската иницијатива на повик на премиерот Шахбаз Шариф, иранската делегација пристигнува вечерва во Исламабад за сериозни преговори засновани на 10 точки што ги предложи Иран, изјави Могадам. Двонеделен прекин на огнот помеѓу Соединетите Американски држави и Иран е постигнат во вторникот доцна навечер, овозможувајќи продолжување на преговорите за траен прекин на конфликтот. Во меѓувреме Америка го прекрши примирието. Израел продолжи со напади на Либан, а двете страни прогласија победа во објавеното примирие. Крем го поздрави двонеделното примирие договорено меѓу Соединетите Американски држави и Иран, оценувајќи дека тоа може да отвори простор за продолжување на мировните преговори за Украина. Портпаролот на Крем Дмитри Песков изјави дека Русија позитивно е примила веста за прекинот на тензиите. Ја поздравуваме одлуката да не се оди понатаму по патот на вооружена ескалација, истакна Песков, додавајќи дека Москва се приклучува на ставовите на Европската унија, Ватикан и други земји.
Тој изрази надеж дека Соединетите Американски држави ќе имаат повеќе време и можности за обновување на трилатералните разговори меѓу Русија, Украина и Соединетите Американски држави. Според него, новата ситуација може да придонесе за интензивирање на дипломатските напори. Мировните преговори за Украина беа прекинати по ескалацијата на конфликтот во Иран. Претходно разговорите започнаа во Истанбул, а трилатерални средби се одржаа и во Абу Даби и Женева. И покрај дипломатските напори, напредокот останува ограничен, главно поради несогласувањата околу територијалните прашања. Русија бара Украина да се откаже од делови од регионот Донбас, додека Киев ја отфрла можноста за отстапување на територии што не се под руска контрола. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди во текот на денот. Ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Во Скопје променливо облачно време, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Следува период на променливо облачно и претежно стабилно време. Денес и утре ќе дува умерен до засилен, наместо дожд по Вардарието и во источните делови повремено силен северен ветер. Од утре до недела утринските температури наместо ќе се спуштаат под нулата. Ке има појава на утрински мразеви, до петок ќе дува северен, а од сабота попладне. Ветрот ќе го смени правецот во југоисточен, прогнозира управата за хидрометеоролошки работи.